Денес правиме постна туна салата. Најпрво започнуваме со тестенината, 500 грама тестенина, сварете ја по упатството на амбалажата и оставете да се олади, но внимавајте да не ја преварите тестенината, затоа што правиме салата, треба да биде во една целост, да не се распаѓа. Следно, една главица голема црвен кромит исецкајте на ситно и ставете во длабок сат. Околу 15 на шери домачина исецкајте ги на 4 дела и ставете во длабок сат. Конзервирана пченка 150 грама и 200 грама грашок конзервиран, исцедете ја водата од конзервата и ставете ги на страна. Следно, туна парчиња ставете во длабок сат, издробете убаво, изгмечете ја и оставете на страна. Овој рецепт е одличен за празниците кои ни доаѓаат во наредниот период, така да мислам дека овај рецепт ќе ви биде од корист за тогашните пости. Во длабок сат ставете 220 грама посен мајонез и исцедете пола лимета и додадете зачин по желба. Во случајот јас користам медитерански зачин и зачин кој содржи билки. Измешайте се убаво и тргнете на страна. Во длабок сат, поголем, ставете ја тестенината или макароните, ставете малку маслиново масло ако не сте ставиле претходно, да се убаво опуште тестенината или макароните, додадете ја туната, измешате да се соедини туната со макароните и потоа преминуваме на останатите намирници, а тоа се ги додаваме грашокот, пченката, шери доматчињата, кромидот. Измешајте се убаво да се соединат сите намирници во садот и потоа преминуваме на дресингот или поточно на мајонезот со кој што ќе ја финишираме оваа салата. Јас мислам дека е сосема доволно дресинг, доколку сакате можете и повеќе да ставите, како што обожавате така и направете. Ја мислам дека е сосема доволно, ништо повеќе да не се става. Потоа во длабок сат за салата ставете ја од салатата, декорирајте со по ваша желба и пријатно на здравје. Не заборавајте да се претплатите на мојот YouTube канал Bokis Kitchen и гледајте ги сите наредни нови рецепти. Останете ми поздравени. Чао!